денешното интервју за Курир разговараме со портпаролот на ВМРО ДПМН, господинот Наум Стоилковски. Добро дојдовте, господине Стоилковски. Добро ве најдов. Вака, денеска министерот Филипче најави нови рестриктивни мерки. Првата е воведување на полициски час од 22 часот до 5 часот наутро. Мерката е планирана да започне, треба да помине утре на седница на влада. Од среда е 10 март до 24 март. Од 1 април почнува операција Попис. Така, ова не е, ајде вака сега малку пошироко, ова не е планирана акција, би рекол, за справување со најновата ковид криза во продолжение, затоа што за да биде нешто планирано треба да биде системско, а тука е системска целата грешка и утка на оваа власт која што не води сметка за здравјето на граѓаните. Поминаа точно година дена по првиот случај на ковид во Македонија и по сите најави во овие година дена сите држави се снајдоа и бараа решение со вакцини, снабдување на вакцини, снабдување на опрема која што ќе им е потребна за да можат системски полесно да излезат од оваа криза, додека во Македонија единствено што се гледа е да се прават адхок решенија со вакви рестриктивни мерки само кон граѓаните, меѓутоа тоа ништо не помага. Само во Скопје имаме веќе над 1000 жртви поврзани со ковид кризата, а во државата власта се уште не набавила вакцини од она што го најавуваше дека треба да пристигне уште на почетокот на годинава или да почне вакцинацијата кога почне и во, ако не повеќе во регионот. Страшно е што и сега не се знае кога точно ќе започне она регуларна вакцинација или она системско решение на ковид кризата и наместо тоа се воведуваат повторно вакви адхок решенија кои што му се потребни на Венко Филипче и на власта на Зоран Заев да покажат некаков маневар, бидејќи бројките на вистина се застрашувачки. Македонија продолжува да биде црна дупка на онаа мапа од здравствен аспект на светот, каде што има мапи правени веќе и за вакцинација и за ревакцинација за справување со ковид кризата. И она што е важно е дека оваа ковид криза на ваков начин со адхок решение ќе допринесе на дополнителни потешкоти во економското делување во општеството во целина. И тоа е главното, веќе втора година како тече, а како Македонија не може да исплива економски, освен во она се подлабоко и подлабоко тонење во оние должнички кризи, кои што не може да не одминат со вакво делување на власта. Во секој случај станува збор за уште една операција од власта, ме прашавте поврзано на од една страна карантин, од друга страна попис. Тоа е уште едно нелогично решение, несистемско решение кое во секој случај ќе има влијание и врз она што власта го најавува како попис. Ако земаме во предвид, има предстојниот попис, има 4000 попишувачи. Тие во просек дневно, секој од нив треба да влезе во 500 различни домови, дали куќи, дали станови. Ако истовремено се воведуваат рестрикции за населението, да има забрана за движење, не смее да излегува надвор, нели мислите дека пописов ќе предизвика нов бран и кој ќе ги сноси последиците за тоа? Последиците од пописот се многукратни, особено што и претходно ВМРО ДПМН укажуваше на поврзаноста помеѓу состојбата со здравствената криза, со ковид, односно несистемското решение на ковид кризата која што е најдолготрајна во светот, мислам во Македонија, затоа што ние воопшто немавме застој на таа криза, ниту па некакво надминување кое што ќе понуди ефекти. Ние постојано влегуваме од еден во друг бран, а во меѓувреме во сите тие измеѓу сите тие бранови власта правеше адхок решенија онака како што ќе беше од корист во определен политички амбиент, дали било за избори, дали било за локални избори, после тоа дали сега сака за попис. Апсолутно тоа што
вие го потенцирате, апсолутно е поврзано со немањето стратегија што и како да се направи за државата и за граѓаните од страна на оваа најкорумпирана, најкриминогена власт до сега што е имала Македонија. Во право сте, од една страна имаме илјадници заболени, ги гледаме бројките по 700, по 800, по 1000, се шири нов вирус, всушност, нели, мутира вирусот, донесен е нов вирус, они се спремаат, власта се спрема за попис, каде што, како рековте, 400 попишувачи по 500 семејства, треба 4000 попишувачи по 500 семејства кај што треба да поминат. И во право се дел од граѓаните кога стравуваат од тоа како ќе се одвива сиот тој процес во едни услови на карантин, во едни услови кога повторно немаме вакцини. Значи, како некој би примил попишувач или како би се попишал кога апсолутно немаме заштита или да дојде попишувач и да рече еве сега ова вон кога пописот би бил нели и најидеален би рекол еве јас сум 2 пати вакциниран, имам доказ за тоа, не сум преносител на болеста, да влезам да се попишете. Но сето ова апсолутно може да се гледа и од една друга страна. Пописот е веќе пропадната операција со самото тоа што она платформа за попишување преку интернет за иселениците е пропадната. Самите увидоа дека има дупки во системот на овој договорен попис за однапред договорена бројка и резултат кој што треба да излезе. Веќе се пробиени тие шеми и мислам дека можне скоро јас лично очекувам да прогласат неуспешен обид за попис на населението во Македонија, бидејќи ова нема да биде попис на населението, како што всушност и треба да биде официјалниот назив на оваа статистичка, како што би требало да биде статистичка операција, туку попис на државјани на Република Македонија, што е можно едноставно имаме за тоа цела дата база која што е со нели колку издадени државјанства има од Република Македонија. Значи повторно да се навратам на пописот, нема да се попишуваат само резиденти, туку ќе се попишуваат сите државјани. Баш ме интересира како ќе им значи, еве кога сме веќе кај пописот, резултатот од, да речеме, пописниот лист на Бо Мекелеп, кој што има македонско државјанство, играше за македонската репрезентација, за, да речеме, иднината на економската иднина на Маврово Ростуша, да речеме. Што е тоа што ќе го добие премиерот Зоран Заев? Тоа што тој, ете, со пописот испорачува нешто, има некаков договор. Меѓутоа, еве, дали имате вие основан сомнаш што добива Зоран Заев, ако земеме во предвид дека го става на ризик здравјето на граѓаните на цела држава. Еве, беше ветено, конкретно беше ветено и дека беше и најавено и ветено дека ќе бидат вакцинирани сите попишувачи. Абер, нема се уште од тоа. И не ни има технички, не ни станува збор за политички договор помеѓу партнерите во власта, помеѓу СДСМ и ДУИ, станува збор за однапред договорена работа, за резултати од попис, за определени работи кои што понатаму ќе се одвиваат во државата, за однапред договорени квоти за она што го носи сето тоа, иако велат дека станува збор за статистичка операција и дека определени права нема да зависат од на граѓаните, нема да зависат од пописната бројка, очигледно е дека тука станува збор за политички договор и без реализација на тој политички договор оваа власт, ова така наречено мнозинство на Зоран Заев во парламентот, кое што едноставно не функционира, освен кога нели последниот пат требаше да му се изгласа доверба и кога на копче ги собра пратениците, 62 гласа кои што му беа потребни, дека ќе се распадне доколку не го исполни она што го има дадено за ветување. Тоа е политички договор помеѓу двајца партнери, не би навлегувал во тоа кому што едниот на другиот му должи и каков е нивниот дил измеѓу себе, но главното е дека губи државата, губат граѓаните на Македонија, губи иднината на Македонија, бидејќи ниту пописот ќе биде спроведен, ако се спроведе
онака како што планираат со релевантни бројки, ниту резултатите ќе значат нешто за иднината за Македонија при планирањето понатаму на локално ниво или па на државно ниво. При таков еден пристап, ниедно право на граѓаните нема да биде важно на хартија, затоа што нема да може да се реализира во јавност. Ако вие немате добро испланирана економска на државата, ако вие немате точен број на потребите на граѓаните, реалните потреби на граѓаните, не можете понатаму да играте со растот. Која е политичката цена што ќе ја плати Зоран Заев ако не успее пописот? Ако земеме во предвид дека имаат некакво меѓутоа многу тенко мнозинство во собранието, имено месец и пол собранието немаше одржано никаква ниту една седница затоа што не можат да обезбедат кворум за работа. Беше свикана, се сеќаваме на легендарна седница каде што премиерот Заев повика да биде ставена на дневен ред точка за гласање за негова за доверба на владата. Изгласа 62, дали подуцени притисоци не знаеме. Се уште имаше такви најави доаѓа од опозицијскиот блок. Меѓутоа, еве, може ли да падне владата на Зоран Заев ако не успее операција попис? Таа ли е цената што ја плаќаме сите? Ке си дозволам да се вратам повторно на оној дел помеѓу нив и она што значи за добробитта на граѓаните и она што значи обструкции и деструкции во парламентот, каде што треба да се носат закони за добробитта на сите граѓани во државата. И уште малку поназад во она што значи сега адхок решенија наспроти оние решенија системски за зачувување на здравството. Видете, они не можат да се соберат за да донесат закон или да ги разгледаат работата, да речеме, на Министерството за здравство со под Венко Филипче, затоа што не е само што нема вакцини во државата. Немате клексани во државата. Клексаните се лек кој што се дава најмногу на трудници кога не е на бремени жени кога не е ковидот во прашање. Се дава на луѓе кои што имаат проблем со тромбови, се дава на луѓе кои што имаат проблеми во крвотокот да не им се запушуваат крвните садови, во штитат здравјето. Ние имаме проблем за клексаните. Ние имаме проблем за болните со диабетес. Ние имаме системски проблем, немаше кислород во болниците. И ниеден зафат не се прави во таа насока, но се собраа 62 за да му дадат доверба на Зоран Заев за да видиме какви се тие политички цели, односно каков е политичкиот дил помеѓу нив. Дали ќе се соберат, рековте дека не функционира парламентот. Парламентот не функционира, а при тоа што се прави? Се злоупотребува европското знаменце, се прават деструкции и обструкции врз работата на парламентот, се одбиваат сите амандмани од страна поднесени на опозицијата, што би требало нели конструктивни, реални, и така беше и за пописот, така бе и за други. Не се ставени на дневен ред ниту интерпелациите за министрите. Кога ќе ги стават интерпелациите? Кога ќе падне владата на Зоран Заев? Кога ќе се дадат? Да речеме состојбата со Лозарово Штарите. Побаране да се разгледа работата и состојбата во Лозарово Штарството за 2020 година. Веќе почнува нова сезона за Лозарово Штарите, 2021 е веќе март. Се уште таа точка не е дојдена на дневен ред. Па кога ќе дојде? Кој ја блокира таа работа? Кој го блокира собранието? Кој прави обструкции? Кој не се грижи за граѓаните? Власта е научена да функционира само на еден принцип. Обвинија опозицијата за деструкција, а кога ќе се заглави да се обиде преку барање од нив за некаква поддршка, за некој нов тендер, нова набавка, ново трошење, ново задолжување од нивна страна. Зашто? За бенефит на граѓаните секако дека не. Ние имаме случај каде што во Штип, во една текстилна фабрика, лани бе за еден месец исплатени 2 денара плата на вработени. Ако сметате дека 2 денара е плата, ја не знам како поминува низ луѓе па тоа. Ако земеме во предвид дека за интерпелацијата на министерот Димитров,
за него дадоа поддршка 55 пратеници од власта. Сега нормално и логично за целата влада да се појавија сите, затоа што сите си имаат своји представници. Дадоа поддршка на таа влада, на кој начин, што како не навлегуваме додека не излезат подетални. Се виде дека следниот ден дека тоа не функционира, да, дека тоа е еден политички договор за моментално продолжување на животот, можеби некоја нова концесија дадена од Зоран Заев. Да, меѓутоа еве конкретно во случајот со министерот Димитров, тој доби поддршка од 55. Каков легитимитет имал? Нема од мнозинството. Нема од 61. Ако мене ме прашувате за легитимитетот на Никола Димитров, тогаш може оваа видеоснимка да трае едно 3 дена. Мојот став за Никола Димитров и за неговата работа апсолутно не би требало да добие поддршка, бидејќи во ниеден случај не ги заштити интересите на граѓаните на Република Македонија, ниту на државата Република Македонија, ниту како министер за надворешни работи, ниту пак како министер задолжен за европската интеграција, бидејќи ниту во едниот, ниту во другиот случај не се исполни она за што беше ставен. Македонија се уште нема добиено почеток на преговорите и покрај тоа што трета година веќе помина од она нивно селфи, нели, со прстот нагоре дека добиен датум за почеток на преговорите, ниту пак заедно со Бујар Османи ги заштитија интересите на Македонија, ги читаме сите оние изјави за кои што е најмалку дегутантно и политички е неписмено да се толкува само или да се префрла дека станува збор за конкретен случај, дека станува збор за предизборија во соседна Бугарија и дека нивната реторика е во таа страна. Ако Македонија е на маса за политичките внатрешни префрлања во Бугарија, сметам дека тоа е недостојно за една држава, нејзините министри да не реагираат на такви провокативни изјави, нели? Па тука покажувате вие и сила и достојност за членство во Европската унија. Не можете само да климате и да чекате датум и да премолчувате на се. Мора да покажете и достоинство, затоа што во таа унија достоинствени луѓе влегуваат. Дали мислите дека конкретно дека таа инфериорност на македонската држава се должи на тоа што нашиот премиер има склучено некаков политички дел со одредени структури во соседна Бугарија? А сега се префрлуваме на меѓународните теми. Видете, тоа сето се должи на лажните ветувања на Зоран Заев, кој што самиот ја доведе државата во една подредена, инфериорна положба кон сите други во светот. Не зборам само за Европската унија, не зборам за регионот, зборам за сите во светот. Човекот потпиша договори без да знае, без да размисли што потпишува, потпиша договори без консултација со граѓаните. Таа консултација, ако земеме предвид референдумот, беше неуспешна. Без консултација со опозицијата, му беше кажано што и како ќе се случи. Истото се случуваше претходно со договорот со Бугарија, истото се случуваше и со Грција. Самиот ветува нешто што не може да го исполни почеток на преговори со Европската унија. Во моменти сето тоа му е една задршка, еден штит од она што значи соочување со правдата заради криминогеноста која што се повеќе испливува во светот. Така што делувањето на Зоран Заев на меѓународна сцена како представник на Македонија, како од функција премиер, председател на владата на Македонија, и носи само штета на Македонија и на македонските интереси колку што подолго трае, бидејќи, ќе кажам, да меѓудржавните договори се договори кои што се водат помеѓу двајца достоинствени рамноправни партнери. Не може да бидат во едниот да се поставува и да ја поставува државата во подредена улога. Доколку Зоран Заев самиот сака да се подреди под некого, тоа е негова лична работа како функционер, председател на владата на Македонија меѓународно, тоа не сме да го прави со државата. Дали сметате дека нашава држава е меѓународно изолирана? Ако земе во предвид дека раководството на државата нема остворено никакви значајни средби, не знам, освен средба на
премиеров Заев со српскиот претседател Вучич на донација на вакцини, што повеќе беше пиар сегментот Република Србија отколку дури и тоа би го рекол дека не беше од пиар од таа страна, колку што беше една друга порака. Колку вакцини беа донирани од таа страна, на кој начин беа донирани и дали тоа не беше еден вид на дипломатски акт на соседна држава кон која што Зоран Заев отворено имаше непријателски ставови искажани кон раководството на таа држава. Единствена држава од опкружувањето, сите соседни држави. Имаше натаму едни непријатни пораки токму кон ова раководство, кон кое што отиде и видете, дипломатскиот речник е многу завиен во многу параракавици. Така што треба да знаете таа дипломатска вештина, да ја имате, да ја изучувате, за да може да ги разберете тие пораки што беа пратени од таму. Исто и со вакцините, кои што пристигнуваат дали од западот или од истокот. Но да се навратиме на прашањето, ме прашавте за изолираноста. Ако ги ставиме тука, ако ги земеме во предвид сите оние меѓународни извештаи, кога сопреа меѓународните активности на несудениот Нобеловец само наречен Нобеловец. Се појави аферата Рекет. И малку предходно. Ќе ви посочам дека е и малку предходно. А тоа е по неуспешниот референдум за промена на Уставот. Односно, Зоран Заев со неговиот тим ги убедуваше меѓународните партнери на Македонија дека промената на името и Преспанскиот договор се прифатливи за мнозинството во Македонија, во Република Македонија. По пропаста, не можете вие да ветите на тимот, да испратите порака до тимот на Ангела Меркел, дека доколку она се појави, таа ќе биде поддржуваш на референдум и дека тој ќе помине. Повторно збориме за дипломатски скандали тука кои што се поголеми од промашени знамиња и од неинтонирање химни или не гардероба несоодветна. Имаме многу тука подлабоки прашања. Дојде Матис. Доаѓа високи функционери меѓународни кои што значат титули за да дадат поддршка на нешто во што беа убедувани дека е прифатливо од народот. Ако погледнете, таа негова меѓународна активност почна да бледе по неуспехот на референдумот. И веќе вие не можете да ја повикате да дојде Ангела Меркел во Македонија и да ја ветите дојдете кај нас да ни даете поддршка ако вие сте излажале. Или Матис, или било кој друг. Сетете се дека после Никола Димитров го споменавте, дали беше примен во Париз од највисоките челници или се сретна со секретар. Тоне нивното влијание заради лагата. Не случајно излегуваат сите овие корупции, извештаи за коруптивност, извештаи за економско пропаѓање. Тоа што тој се сметаше за звезда, Зоран Заев, изгледен одамна веќе мрачна звезда во меѓународните односи. А сето тоа се рефлектира врз Македонија, затоа што он е носител на титула во Македонија, наслов е претседател на влада. Да, меѓутоа сите тие меѓународни извештаи имаме изјави од официјални лица на владата кои што велат дека тоа е погрешна перцепција. Колку таа изјава нанесува директна штета на државата. Уште еднаш зборуваме за генералниот секретар на политичката партија чиј што лидер е Зоран Заев. Зборуваме за генерален секретар на политичка партија кој што е на позиција наместо за борба за корупција и кој што вели што очекувате вие од неговата десна рака во партијата, генералниот секретар да каже дека има корупција и дека таа корупција води до претседателот на владата. Па видете вака сега. Зоран Заев, председател на партија, е председател на тело за реформи во правдата, а генералниот секретар е министерот за борба со корупција. Ви се молам. А оние што ги судат за корупција велат парите рекетирани во оваа Македонија барагете ги ке Зоран Ивица Заеви. Цитирам.
изјава дадена во суд. Зар тоа не е нешто што е и за очекување од десната рака на Зоран Заев? И Македонија ќе продолжи да тоне во корупција, и ќе продолжи да тоне во сиромаштија, и ќе продолжи да тоне во задолжување, само и само заради тој тим. Министерот за неправда, министерот за корупција, премиерот реформатор на заробеното судство во Пупка, министерот за тендери во здравство, министерката за бришење на историјата. Што ви треба повеќе од тие наслови? Да се вратиме малце пака внатре државниве односи. Што мислите, колку е изводливо, колку уште ќе обстои оваа влада? Ако гледаме дека коалициските партнери на Зоран Заев се одделуваат еден по еден како посебни пратеници, излегуваат од пратеничката група на СДСМ. Сепак тие сочинуваат голем дел од таа пратеничка група. Не е прашањето што коалициските партнери му бегаат на Зоран Заев. Тоа, видите вака, ако прашате некој од власта, тој ќе рече да, тоа се помалите коалициски партнери кои што излегуваат за да добијат поголем дел од колачот на локалните избори. Ако прашате некој во опозиција, како мене, политички коректно би рекол да, се ситни опозицијата, се ситни власта ќе падне. Главната работа е што ја нема коалицијата со народот, што граѓаните не му веруваат. Сите анкети покажуваат пад, драстичен пад на довербата во оваа власт, дека оваа власт може да направи нешто. Дали да зборуваме за економската состојба, која што не ја надминавме и заглавивме во рецесија, а сега повторно со адхок решенија заради здравствените проблеми и нивното системско нерешавање со вакцини, превенција или било кој начин за надминување, се воведуваат нови полициски час, може би 2 недели, може би повеќе, и самиот министер не знае што да прави. Дали било за било кој друг момент, јас не знам еден задоволен во оваа држава. Дали било во образованието? Им најавуваат реформи во образованието, се уште нема никаков фидбек кон нели наставниците кои што треба да се подготват за некоја нов вид на наставна програма. Дали било во стопанството? Ниту онаа помош за стопанството помогна, ниту па сега со најавите за нови карантини ќе има некаков нели проблесок за излез од економската криза. Ниту граѓаните во јавната администрација, затоа што постојано велат нели јавната администрација била ваква, таква, обемна, спора, место реформи во јавната администрација имаме ново и ново секојдневно полнење на јавната администрација и заплашувања нели дека сега заради преполнетоста вие ќе останете без работа. Дали било во правдата? Дали било, видите, вие имате масовни протести заради судска одлука, затоа што Зоран Заев ги излажа и родителите, зборам за Смилковско езеро процесот, и родителите на убиените момчиња, и роднините на осудените еднаш. Сите тие поминаа низ една втора голгота за резултатот да биде ист. Зошто? Заради луѓето на Зоран Заев, кои што траја со години. Кон нив, лично. Така што јас не познавам еден човек во Македонија кој што е задоволен од работата на оваа власт. И оваа власт ќе падне. Оваа власт е веќе падната. Штом власта ја нема поддршката од граѓаните, не се работи за 62 гласа во собранието. Штом ја нема поддршката од граѓаните, таа власт е падната. А сетете се, имавме избори пред колку? 6 месеци оваа влада. Пред 8 месеци беа изборите. Очекувате ли предвремени парламентарни заедно со локалните во октомври? Јас лично очекувам. Потезите кои што ги прави оваа власт, нефункционирањето на собранието заради нив самите, нивната неусогласеност помеѓу министрите во давањето на изјавите на определени теми, апсолутно ми оддава впечаток дека ги спомнавте малите партии кои што излегуваат од коалицијата, апсолутно ми дава за право да мислам дека следуваат избори брзи, предвремени. Ќе се предаде ли лесно Зоран Заев, ако земеме во предвид дека покрие целата светска економска криза, па и кај нас што се случува, земавме еврообврзница,
700 милиони евра. Ден пред тоа поземи од државните хартии од вредност беше се одржа аукција, беа повлечени уште 70 милиони. Периодов е хартиите од вредност, особено на домашниот пазар, прашање и зошто не му оди така лесно постигнувањето на цифрата, дали случајно и приватните банки и останати економски институции во државата му веруваат на Да, предпоставам заради тоа нели беше издадена и она забрана за исплаќање на дивиденда од комерцијалните банки за да имаат повеќе пари на располагање да можат да откупат. Меѓутоа ако се земе беше најавени се и нови задолжувања на домашниот пазар од преку 300 милиони евра, тоа е веќе сериозна сума од преку 1 милиарда. И прашањето е дали ќе бидат искористени, дали имате основани сомненија дека дел од тие пари ќе бидат употребени за подкуп на предстојните избори во октомври. Па Зоран Заев поинаку и не знае да функционира кога се избори во прашање. Тоа до сега 1000 пати е потврдено. Тоа што упорно се бара и е влезено во законот, а тоа е избори со отпечаток од прст, нели, со машинчиња со печаток од прст, е токму заради тоа да се спречат изборни нерегуларности, гласање на 2 минути, на 2 секунди, повторување на гласање на исти лица во различни изборни места, гласање за други, групно гласање, се она што е евидентирано до сега и што е евидентирано, да речеме, и во Freedom House е евидентирано и го пишува дека постоеле и малверзации и притисоци се, тоа сето ќе исчезне со отисок од прст, барем во поголем дел, и токму затоа мислам дека се и овие пренебрегнување, овие префрлања топката помеѓу власта и Државната изборна комисија околу набавката на тие апаратчиња. Зоран Заев поинаку не знае да функционира и да освои власт, освен со изборни нерегуларности, со подкупи кои што се видени на сите страни, но ќе се навратам на претходно на што го кажав, кога ќе загубиш довербата кај граѓаните, ништо не може да те задржи на власт. Јасно е дека Зоран Заев е еден уплашен човек, на кого му е јасно дека следува средба со правдата и на секој начин се обидува да ја задржи својата позиција не само во власта, во владата, туку и да ја задржи својата позиција внатре во СДСМ. Она што неколку години се обидува да го потенцира, дека е он демократ, а не е дека е диктатор, апсолутно неговите потези не го кажуваат тоа. Туку напротив, тој е диктатор и во партијата, и во власта. Еве, кога споменав тоа, може слободно да се надоврзаме дека се најавени партиски избори за нов лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Он е еден, Зоран Заев е еден единствен кандидат. Меѓутоа, друга интересна работа што он најави дека ќе има големи тектонски пореметувања и смени во партиското раководство. Да се навратиме на оние моменти кога велеше дека е сватена пораката кога доби метла на избори. Тоа беше на председателските чинам избори. Така? Да, председателски. Кој беше изметен од тогаш? Рашковски е се уште во владата. Земена му е канцеларијата, може би малку насила колку што слушнавме, меѓутоа Рашковски е се уште таму. Случајот Рашковски беше едно голем тектонски потрес на една нормална влада, при што би требало да падне, кога генерален секретар на владата е фатен како мести тендер. Рашковски е се уште во владата. Се уште е дел од структурите на службите на владата. Дали има процес за него? Дали Државната антикорупцијска комисија се произнела за него? Дали обвинителството се произнело за случајот набавка на радарски систем? Дали има некакво поместување во сиот тој случај, освен поместувањето дека оние кои што медиумите кои што објавија за него беа нападнати и спроведувани барани по полиции за да нели дадат свој исказ од кај име и како име. Тоа ако не е диктатура, јас не знам што е. Очекувате да одиме понатаму, дали има истрага за дака? Дали има истрага за она што е директно мешање на председател на влада врз работа на локална самоуправа, каде што самиот признава дека
се советувале со советничката група на СДСМ во Тетово да гласаат за така да ги добие Шик Јелак, територијата, што е едно цело ново Тетово, кој ќе речеме, имаме снимка каде што точно се посочува во замена за што? 300.000 црни пари за избори. Дали биле бензински пумпи, дали биле локали, било што било. Човекот го призна. Дека влиел врз одлуката на локалниот совет. Дали било за многу други корупцијски скандали кои што, дали може би велат од антикорупцијска дека немало влијание од владата, од премиерот на владата што фирмата на неговиот брат има добиено 2 концесии за рудни богатства, национални рудни богатства на 30 години. Знаете што е концесија на 30 години на рудно богатство? Се велат било глина, не било богатство. Не, и глината е богатство, затоа се дава концесија. Затоа се дава и концесија. Дали тоа расчистување што го најавува Заев со неговите сопартици, дали под превезот... Прашање, Предраг, извинете, прашање не е Заев да расчисти со тие, треба да се расчисти со Зоран Заев. Сега ви дадов неколку примери кои што водат директно до Зоран Заев. Како вие ќе расчистите со кадри кои што представуваат нели она црна дамка во корупцијата и криминалот, ако сите тие водат до Зоран Заев. Дали било од рекет до ова што ви го посочив сега со дакали, со глината ли, со све. Дали под превезот, под онаа борба против корупција, Заев започнува, се добива таков впечаток дека тој започнува битка со неговите сопартици кои што не се негови истомисленици. Во таа партија внатре и ретко можам да откријам некои што не му се истомисленици на Зоран Заев. Диктаторски ја владее, статутот им го смени, он е тој што ги избира сите, самиот е кандидат. Најави промена име на партијата. Мола? Најави промена на името на партијата. Видете, дали е Зоран Заев или Заев Зоран, тоа е истиот. Партијата не е името, партијата се луѓето кои што се внатре. Во моментов не верувам дека внатре има кандидат кој што би можел да му се спротистави на Зоран Заев, иако за секој еден за кој што се појави најблага шпекулација во јавноста, беше на некој начин политички изигран, да речеме, ако сакате сега вака отворено, дали при она мистериозно исчезнување и појавување на Сашо Мијалков не беше оставен Оливер Спасовски на цедило. Се препотуваше човекот, се препелкаше пред камери, распишуваше меѓународна потерница, заведнаш потоа овој да се појави велат со владино возило, сам слободен пред обвинителството, нели? Иако велат дека не бил тука. Значи, дали не беше оставен Оливер Спасовски да потоне во сета таа акција, да му падне рейтингот, имајќи ги предвид известни делувања на, бидејќи знаеме дека од Куманово, на кумановскиот градоначелник, кој што отворено се спротиставува на некои од изјавите на Зоран Заев. Дали може би вие сте слушнале некоја изјава или голема поддршка владина целој пиар тим што го имаат таму во поддршка на Мила Царовски реформите во образованието, или е оставена сама да тоне, иако беше споменувана како една дама која што произлегува од невладиниот сектор и ја има поддршката од невладиниот сектор за да биде нов лидер, се спомнуваше низиното име за нов лидер на СДСМ. Дали било кој друг што ќе се појави, што ќе подигне глава таму, заштитен од Зоран Заев. Да се навратиме неколку години назад, како Зоран Заев самиот стануваше и го бранеше Оливер Спасовски при едно друго бегство. Господине Стоилковски, има ли начин некако за овие реформи во образованието? Секој ден добиваме различни сигнали. Очигледно е последоци призна дека ќе биде укинат предметот историја. Исто да се навратиме дека катедрата за македонски јазик
Нема да се река катедра на македонски јазик. Да, најавуваа дека ќе биде демантираа, на крај си призна. Има ли начин еве вие како политичка партија во македонското собрание да се спротивставите на тие одлуки? Опозицијата се спротивставува. Од позиција на опозиција. Од позиција на опозиција се спротивставува. Некаде кон средина на ова интервју ви посочив за малверзациите и за злоупотребите кои што се прават во собранието, за да може да се погази опозицијата, а потоа цела вина да се обидат да ја префрлат на опозицијата и незина неконструктивност. Јас не разбирам што они мислат под конструктивност, освен само да се клима со глава и да се одоброволува, како на конгрес на СРСМ за Зоран Заев со негови избрани делегати. Она што е важно е дека во собранието вие имате злоупотреба на брзи постапки, вие имате злоупотреба на европско знаменце, вие имате прескокнување на процедура низ определени комисии да помине закон, вие имате неприфаќање на поднесени амандмани, вие одбивање на сите амандмани по секој закон, вие имате поднесен закон или барање за точка на дневен ред која што не се става на дневен ред, вие имате интерпелации кои што не се ставаат на дневен ред, така што малверзациите се таму многу поголеми. И она што го прави пратеничката група на ВМРО-ДПМН е дури и повеќе од максимум што некоја пратеничка група на опозицијата може да го прави тоа. Веројатно тоа се должи на фактот што ВМРО-ДПМН има најголемата пратеничка група во парламентот и што е компактна, цврста и е, би рекол, и доминантна во тој случај. Меѓутоа, мнозинството си е мнозинство. Се уште. Во ред, господине Стоилковски, ви благодарам за одвоеното време. И јас ви благодарам на овој интервју.